There is no heart that manages not to flutter at the roar of the drum with the rhythm of the social dance Kopačkata from the village of Dramče. In that strong touch of soul, our existence since time immemorial has been truly experienced. While the dance Kopačkata is being performed, it blazes, burns, inflames, rejoices, hurts, rises and ascends from the blurred space with the dust of the dance of the dancers on the playground. If you come from Pianets, region in Eastern Macedonia, this rhythm has been imprinted deep into your soul since childhood, and you grow, you water and feed together with it. It follows your lifetime and makes you proud of your roots, without which we would be next to nobody. Therefore, the residents of Pianets perceive this living heritage as their own, and with a great joy, they carry it through their veins, expecting a new and fresh opportunity to re-experience, either in the role of a performer or a spectator. Господин Дарко Шептански, градоначалник на општина Делчево, почитувана Лидија Топузовска, генерален секретар на Националниот комитет на ЮНЕСКО, почитувана Велика Стојкова Сератиновска и она Опетчевска Тарчевска, представници на Меѓународниот совет за традиционална музика, почитуван господин Димитар Узуновски, председател на Сдруженијето, сега ново културно-истичкото друштво Копачка, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми на почетокот да го изразам моето големо задоволство што денешната пресконференција ја започнавме со една исклучителна изведба на македонското оро Копачката, кој се одлука на Меѓународниот комитет на ЮНЕСКО за нематеријално културно наследство пред само неколку дена беше впишано како второ културно добро од Република Македонија на репрезентативната листа за нематеријално културно наследство на СПЕШТА. The folk dance group Kopačka from the village of Dramče Delčevo is the holder of the protected world cultural heritage, the social dance Kopačka from the village of Dramče Pianets, that has been inscribed by UNESCO on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity on the 27th of November 2014 in Paris. Чувството е големо кога името на нашата држава секако се спомна, кога беше свечено објавено прогласувањето на нашиот елемент како дел од УНЕСКОвата репрезентативна листа. Предходно да не зборувам колку ние навистина психички и интелектуално настојувавме и се грижевме покрај пишаниот збор кој навистина се направи во прекрасна една апликациона форма, да направиме се што можеме Копачката на сигурно да помине во структурите на УНЕСКО, бидејќи секако ви е познато, комитетот го сочинува 24 држави со високи стандарди, бидејќи УНЕСКО е навистина една елитна, високоинтелектуална организација. Конвенцијата, да речеме, на некој начин не е нова, од 2003 година отпочна со реализација, критериумите беа навистина на високо ниво. Целата делегација
настојуваше да ги убеди членовите на комитетот дека нашиот елемент навистина заслужува да биде дел од светската ризница ремек дело на човештвото во нематеријалното културно наследство. Нашата борба беше голема, но задоволството уште повеќе кога се прогласи елементот дека станува дел од УНЕСКО и нашето име кога го слушнавме, името и на нашето оро, Копачката. Мојата прва сретба со Копачката датира во далечната 1999 година. Како помлад асистент и истражувач од Институтот за фолклор, мојот прв терен беше на Балкански фестивал во Охрид. Она што е посебно важно е дека неколку години после тоа, како во улога на радиоводител, господинот Димитар Узунски дојде во Институт за фолклор и меѓу другото како етнокореолог, јас бев интервјуирана за радиото на Делчево. Таа цела емисија беше 20 минути и ние разговаравме на неколку аспекти на Копачката, меѓу кои постоеше и прашањето, дури малку се изненадив, дали Копачката заслужува, ме праша Димитар Узунски, да биде на листите на УНЕСКО. Она што е особено важно е што Управата за заштита на културно наследство, значи јас веќе трансферирав од институтот во Управата доби сериозно добар и квалитетен фонд и материјал за Копачката. Досието на Копачката од првото до последното чекорче кое го изодевме е без погрешка. А морам да ви кажам дека не беше едноставно. Некој добра многу полесно помина од Македонија на листите, а за Копачката, за кој понудивме сериозно добар материјал, сериозно добро квалитетно видео, фотографии и содржина воопшто многу богата, имаше одредени пречки да биде вратена. Може би проблемот лежи со нашето име, може би проблемот лежи во оние кои ни одмагаат по однос на идентитетот, но сакам да кажам дека тој ден на 27-ми, откако претходно се одложи од 26-ти разгледувањето на досието, на 27-ми, 40 минути разговара делегати, 800 беа, преку 800 во седиштето на УНЕСКО за македонскиот идентитет. Разговара за македонската култура, за македонското оро, како потврда на тој идентитет. И одлуката беше преиначена по скоро 50 на минути разговор за Македонија и за Копачката. Тогаш беше трочлена делегација во Париз присутна, господјата Лидија Топузовска беше како генерален секретар на Националната комисија на УНЕСКО за Македонија, колешката Велика Стојкова Серафимовска од Институтот за фолклор и јас. Меѓутоа, во еден мал сегмент од целата работа ни помогна и тогашниот амбасадор на Република Македонија во Франција и во УНЕСКО воедно, господинот Агрон Буџаку. И многу ми е мило што ни успеа овој проект, бидејќи од сите 3 апликации единствениот кој е во целост со македонски идентитет. И особено ми е драго дека Копачката помина, а и со самиот факт дека сум етнокореолог, на крај на пресот имавме и солзи радосници.
номинација, од иницијативата која што секако дојде од вас, до впишувањето во УНЕСКО, па и ден денеска живењето на орото, за мене лично е многу важно, многу емотивно, го сваќам како семејна обврска на некој начин, баш како семејна обврска, бидејќи потекнувам од тој регионот на Република Македонија. Јас се вклучив во номинацијата од почетокот, меѓутоа од почетокот на пишувањето на самата номинација и некако кога првиот пат се врати номинацијата, вториот пат веќе, значи кога се преправаше номинацијата, веќе тука јас подолго време бев вклучена во тој процес, практично скоро целосно во тој процес. Консултирав многу други досиеа, значи гледавме каде сме сгрешиле, каде треба да се поправи. Добро беше одлуката да се врати на доработка, тоа беше многу добра и здрава одлука, бидејќи на тој начин ние добивме можност да го подобриме досието и да ги ставиме работите кои што немавме можност да ги ставиме првиот пат, бидејќи беше тоа многу брзо. Требаше да се направи, така да овој пат имавме една година, имавме време да го промениме видеоматеријалот, фотографиите, самиот текст беше веќе многу подобар и затоа и многу лесно помина во УНЕСКО за некои работи. За некои работи беше малце по-деликатно, да речеме, критично. Целиот процес на соработка со вас пред се беше прекрасен. Сите тие работи после се ставија во самата номинација, во новата номинација, и тоа беше навистина еден голем исчекор напред. И затоа и со колешката Ивона кога збориме, ние сме среќни што ја вратија првиот пат, затоа што имавме можност да додадеме работи кои што претходно ги немаше ставено. Така се подобри номинацијата. Можам да кажам дека ние бевме од сите земји од светот што им беше вратено на доработка, ние бевме единствени кои ја сменивме одлуката и тоа беше навистина еден чуден момент, но не беше чуден за оние кои што го познаваат орото, затоа што тие знаеат дека тој критериум едноставно е навистина неважен, небитен во тој момент, дека тоа оро заслужува да влезе и влезе. Имавме голема помош од Грција за изненадување беше, но имавме голема помош од Грција, имавме помош од Бугарија, имавме помош од Турција, најголема помош, значи они не излегоа во пресред, они рекоа што ви треба, нема проблем. Тоа беше еден процес во кој што не е едноставен. Значи ние во тие 6 дена требаше да одговориме на прашањето, да излобираме некој да ни го постави прашањето, бидејќи УНЕСКО има одредени правила, структури, правилници, закони како тоа се случува, значи не може само така да се дигне рака и да се земе збор. Ние како земја која не сме членка во тоа тело, меѓувладен комитет, немаме право да поставуваме прашања, туку требаше да се побара од некоја земја која што е во комитетот да не повика да одговориме на прашањето. И сето тоа административно требаше да се одработи, да се напише, да се излобира, да се најде некој кој што ќе биде расположен да ни го постави прашањето, но и да се излобира кај другите земји кои што ќе не поддржат во нашиот одговор и кои што ќе кажат да, овој одговор ги задоволува прашањата и критериумите кои што според телото на одлучување на препораки се смета дека не се доволно образложени. Меѓутоа не знаевме до крај. Дури последните 5 минути ние вака се државме за рака со Ивона и се стегавме за рака што ќе се случи, дали ќе се одобри. Го поставија прашањето, од Турција потегна иницијативата, се приклучија неколку други земји кои што го поддржаа, ја поддржа иницијативата на Турција. Потоа јас земав збор од името на делегацијата на Република Македонија и од ваше име, затоа што така реков, така и се обратив од името на заедницата. И дадов одговор на тоа прашање, значи дадов едно образложение дека тој критериум всушност е исполнет и дека во самата номинација ги пишува тие зборови, само треба да се видат каде се. После тоа моје образложение од околу 10 минути, повторно се јави Република Турција и кажа дека е задоволително одговорот, дека е добар одговорот, дека они сметаат дека критериумот е всушност исполнет и настапи момент на гласање. И веднаш тука се смени препораката и на крај во таа цела неизвестност чук на чуканчето ние почнавме да плачеме, почнавме да се радуваме, дури бевме многу интересни затоа што ни една земја од другите нема да ни покажа таква радост. Значи ние буквално толку се сретувавме, се расплакавме сите, тие што беа позади нас од Франција, сидеше делегацијата, они не снима
За сите беше возбудливо. The drum is the most distinctive and effective folk instrument used to accompany the social dance Kopačka. It is also very nice to accompany this dance with the sounds and melodic lines of the kemene, kemenče, the tambur or the bagpipes. Men dances are usually accompanied by the drums, whereas the women are accompanied by other folk instruments when they participate in the social dance. On the representative list of the intangible cultural heritage of UNESCO, the performances made by both men and women have been found. Орото Копачка представува едно навистина карактеристично, типично, сочувано оро во Шопско-Брегалничката етнографска целина, во која спаѓа и регионот Пијанец, Делчевско, каде што орото е сочуван во таква форма во каква што се играло низ генерации. Орото се играло и од женска страна, значи се вика запојас и многу слични елементи има, ритамот е тој, може би придружбата вокална, односно инструментална не е од тапан, туку е од тамбура да речеме, или кемане, но е сепак оро кој се играло и од машка и од женска страна, иако далеко е попозната машката варијанта. Соборското оро Копачка од пијанечкото село Драмче за Институтот за фолклор Марко Цепнеков представуваше едно културно фолклорно добро од сферата на нематеријалното културно наследство со своја известна вредност и затоа од нашата институција произлезе еден елаборат за валоризација Истакнеме задоволството од овој голем успех, од впишувањето на орото Копачка како културно наследство на УНЕСКО. Тоа на некој начин представува и шанса за промоција на нашиот крај, меѓутоа ги потврдува и историјата и културните вредности на нашиот народ, на луѓето кои што живееле во ова поднебје. Така да ова е голем момент за нашата општина, голем момент и за сите инволвирани во процесот на признавање, меѓутоа и за целиот наш народ, за сите кои што живеат овде, затоа што секој успех на луѓе од овој крај представува успех и за Делчево и за сите нас. Јас сум Димитар Узунски од село Тработивиште, општина Делчево, раководител на групата Копачка од 1959 година до ден денешен. Многу години поминати со групата, од настап во настап, секој поголем од претходниот и со поголеми успеси. Гор сум што орото Копачка, кое со своите ритми и чекорите враќа во минатото, во исконското на својот род, ги изоди вровиците и стаса до репрезентативната листа на УНЕСКО како нематеријално културно богатство на човештвото и е прво национално оро прогласено од владата на Република Македонија. The American folklore expert Robert Henry Liebman is a true friend of the Macedonian folklore.
His video from the performance of the group in Apatia in the year 1951, as well as from the funeral of the dance leader Mitko, have enriched the archives of the folk dance group Kopachka, and parts of these videos could be found on the obligatory video sample of the nomination file at UNESCO. До мене дојде филм од 1951 година во Опатија, а група Копачка беше тамо и јас зедов од овај филм, овај малко што беше од Копачка и дадов на луѓе тука велика и Ивона. On yet another list of UNESCO, on the urgent list for intangible cultural heritage of humanity, the two-part Glasovičko singing has been inscribed with the bearers, the trio Gavrovski, that always gladly tell our mutual story. Едно навистина големо ремек дело како што е Копачката. Кога за прв пат го видов, еве и додека говорам, морници ми лазат, затоа што навистина е нешто на кое што ретко кој може, а да остане равнодушен, ретко кој може, а да не посака уште еднаш да го види, уште еднаш да го слушне, грмотот на тапаните, и тоа е нашето прво нематеријално светско културно наследство на човештвото. Токму Копачката е она која секогаш успева да ме дигне на нозе, да ме развесели, да се чувствувам горд што сум македонец и нешто што навистина е вредност која е трајна. И еве сега дојде моментот да доживееме, да биде регистрирана и заштитена од ЮНЕСКО. И верувам дека ова е прав начин да се популаризира, да се истргне од заборав она што е највредното, тоа се стари напеви, стари игри, стари песни кои што еве ова фолклорна група на најдобар начин ги презентира и веројатно и тоа ги има заслужено и онај назив службени како национално благо на ЮНЕСКО во Република Македонија. Нашето македонско хоро го имам уште далечната 1975 година на регионалните фолклорни смотри кои што одржуваа во Радовиш и мислам дека едно од најсаканите машки ора е токму орото Копачка. Ако значи Македонија се горде со нешто, тоа би требало да биде со орото Копачка, кое што недомна нели беше пишано како материјално добро на УНЕСКО, така да мислам дека како човек кој што ги почитува и кој што ги истражува овие значи ора, јас мислам дека орото Копачка е една од најдобрите и најинтересните кои што се уште нели на тлото на Македонија се игра. Meni je bilo veoma značajno i članovima našeg društva to što smo imali kontakt sa nematerijalnim kulturnim dobrom koje je upisano na listu UNESCO. The citizens of Pienec, with obvious emotions, expressed their impressions of the performance of the dance Kopachka and its inscription at UNESCO. Kopachkата
Иде, врави убаво наред. Може и стари да игра, може и млади да играат. Како влеговте во УНЕСКО? Влеговме со ОРО, со Истуаза, со СЕФ, со тие работи се. Со Меркат, со играње, се ти работи. Благодарение на Узунски и на Сејановска Берса. Димитар Узунски. Тработивище. Да продолжат племе да водат Копачката. То наубаво што постои. Димитар Узунски е музеј и красен човек. Копачката од Делчево и од село Драмче. Многу сме благодарни за това, што признава УНЕСКО. И така, да има нешто и од Делчево убаво, прекрасно, задоволни сме. Искам да играм, не само да гледам, да слушам. Најубаво оро. The members of the folk dance group Kopachka from the village of Dramče Delčevo, as active bearers of the national and worldwide inscribed dance Kopachka, have an honor, satisfaction, but also a commitment for safeguarding and nourishing, especially because it is no longer just a national cultural good, but is also a worldwide recognized folk good of UNESCO.